Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на информативната емисија ТВ Објектив на КТВ. Ги отсликуваме јавните предпријатија и институции во општина Кавадарци. Ке говориме за работењето на јавното предпријатие Паркинг, како работеше 25-та, што се планови за 2026 година. Останете со нас. Овој ТВ Објектив го реализираме со директорот на јавното предпријатие Паркинг, Таско Атанасов. Директоре, благодарам што прифативте да бидете дел од ТВ Објектив. Благодарам и вас на поканата за учество во емисијата ТВ Објектив и добро ми дојдовте. Знаеме дека ова јавно предпријатие беше формирано со цел да го намали сообраќајниот хаос кој владеше во Кавадарци, особено изразен во пазарните денови. Како сте задоволни од работењето на ова јавно предпријатие и дали се остварува главната цел за која што и беше формирано? Така, основната цел на отворање на ова јавно предпријатие е пред се регулирање на метажот во паркирањето, односно растаретувањето во однос на паркираните возила и анулирање на оние непотребни и долги паркирања, а со тоа овозможување на пристап до слободно паркинг место на секој корисник или граѓанин. Во изминатите години сведоци сме сите дека со отпочнување на работа на јавното предпријатие повеќе ги нема оние паркирани возила кои што беа оставени за продавање во централното градско подрачје, како и напуштените и хаварисани возила кои што со години стоеа и ги зафаќаа местата за паркирање. Со оглед на тоа сметам дека целта за која што е формирано јавното предпријатие е оправдана, а бенефитот од сето тоа е на страната на граѓаните и корисниците на паркирањето. Минатата 25-та година ова јавно предпријатие имаше значителни активности. Да направиме една анализа како се работеше во 2025-та, задоволни ли сте од сработеното и што покажуваат финансиските резултати? Компаративно, земајќи ги статистичките бројки во изминатите неколку години, можам одговорно да кажам дека развојот на предпријатието оди во нагорна линија, односно како релативно младо предпријатие, од година во година бележи се подобри резултати во однос на реализацијата, осовременувањето и подобрувањето на услугите спрема корисниците. Тоа го покажуваат и бројките од статистиките и анализите кои што како менаџерски тим постојано ги работиме, а врз основа на сето тоа на прибраните искуства од тековното работење, како и анализирањето на работата на другите јавни предпријатија. Во делот на остварените финансиски резултати од основната дејност во однос на реализираните паркинг сесии во изминатите 3 години, можам да кажам дека имаме континуиран раст во овој дел на реализација. И тоа во 2023 година севкупно се реализирани 506.410 паркинг сесии, што во 2024 оваа бројка е зголемена на 586.238 паркинг сесии, да во 2025 изнесува 588.740 паркинг сесии. Или земено во овој 3-годишен период имаме покачување или зголемување на реализацијата за околу 17%. Во текот на 2025 година јавното предпријатие има издадено вкупно 421 повластена паркинг карта, од кои што 1435 карти се издадени за резидентните станари и 2456 други месечни и дневни паркинг карти и 536 паркинг карти за жителите надвор од град Кавадарци. Во делот на санкционирани возила, тука имаме драстично зголемување на бројките на реализација во изминатите 3 години.
односно во 2023 вкупно санкционирани возила се 2775 возила, што во 2024 оваа бројка е 3606 возила и за во 2025 порасне на 4732 санкционирани возила со поставен блокатор или издаден налог за наплата, што за овој период представува зголемување на реализацијата од околу 70%. Во делот на работењето на ПАјАК службата, тука можам да кажам дека кое што работи во координација со Министерство за внатрешни работи и сообраќајна полиција, и во овој дел бележиме некој континуиран ефект, мислам, или континуирана реализација во изминатите 3 години. Тука бројките се отприлика околу просечно 2 до 3 возила дневно. Во однос на дополнителните дејности кои што ги работи јавното претпријатие врз основа на делегираните надлежности од општина Кавадарци, тоа се обележување на хоризонтална патна сигнализација и одржување на уличното осветлување. Во делот на обележувањето на хоризонталната патна сигнализација во изминатата 25 година се обележани вкупно 17200 метри квадратни хоризонтална патна сигнализација, од кои што поголеми бројки искажуваме во делот на обележување на полни испрекинати надложни линии или се вкупно избележени околу 60,2 км надложни линии, околу 6000 метри квадратни пешачки премини, околу 3500 метри шрафирани површини. Тука следуваат насочни стрелки, автобуски постојки, такси стојалишта, ознаки за школо и слично. Додека во делот на одржувањето на уличното осветлување, во изминатата 2025 година се направени вкупно 3200 интервенции, во кои што спаѓаат промена на светилки, промена на дотрајани дрвени столбови со нови, поставување на нови столбови, нови канделабри, пуштање на комплетно нова кабелска инсталација за мрежата на уличното осветлување. Отприлика резултатите на крајот на годината сме задоволни од комплетната реализација во сите сегменти на работењето и оваа година јавното претпријатие ја заврши со позитивен финансиски ефект. Значи, успех во работењето и стремеш, нели, ваквите резултати да се подобруваат од година во година? Да, тоа и го докажавме во изминатите години, односно со отпочнување на работа на јавното претпријатие официјално во 2020 година, кај што бевме зафатени со период, нели, на корона па рестриктивни мерки, и во првите 2-3 години претпријатието бележеше, остваруваше загуба. Меѓутоа, од 2023 до 2025 година во континуитет претпријатието е финансиски стабилно и остварува позитивни финансиски резултати, добивка со која што добивка ја анулираме она остварена загуба во оние години претходни. Да. Директоре, што се планира во делот на подобрување на услугите кои што ги добиваат кавадарчани? Во однос на подобрувањето на услугите за паркирање, тука најнапред сакам да го кажам делот на проширување на паркинг капацитетите, односно дополнување со нови паркинг места, и во овој дел морам да го спомнам изградбата како главен проект кој што го реализираше општина Кавадарци, односно изградбата на катната гаража во склоп на градскиот зелен пазар, со која што добивме дополнителни 170 паркинг места во самото централно градско подрачје, кои што се поделени на 2 нивоа, и целиот паркинг простор е опремен комплетно со 24-часовен видеонадзор за поголема безбедност на паркираните возила.
Во овој дел ќе се надоврзам и со најавените изградба на дополнителни катни гаражи, кои што ги најави и градоначалникот на општина Кавадарци, односно планирана е изградба на 2 катни гаражи, една на улица Ѓорѓи Соколов и една катна гаража на улица Дисанска, со што би добиле дополнителни 300 до 400 паркинг места. Во оваа насока сакам да кажам дека во моментот се прават анализи за презонирање, односно пренамена на поголемите паркинзи по кои што се наоѓаат меѓу стамбените згради во новиот центар на градот, каде што се размислува и се прави анализа да одредени паркинзи се пренаменат во резидентни или резидентно-комерцијални паркиралишта, а тоа би значело обезбедување на сигурно паркинг место за станарите кои што се во тој опфат на паркиралиштата. Во оваа насока тука се прави анализа и за дополнително поставување на електронски рампи, онакво каде што инфраструктурно може да се направи тоа, како и до обезбедување на паркинг просторите со дополнителен видеонадзор, како што спомна за поголема безбедност на паркираните возила на станарите во тие паркинг зони. Директоре, што покажува досегашното искуство? Има ли недостаток на паркинг места, особено во оние денови кога е пазар во Кавадарци, кога има и најголема гужва во предподневните часови? Да, со оглед на фактот на зголемениот број на регистрирани возила во последните 3 години на подрачјето на општина Кавадарци, се јавуваат периоди кога има недостаток од дополнителни паркинг места, меѓутоа, како што спомнав, се размислува на решавање на овој проблем со овие сообраќајни решенија, односно со овие дополнителни катни гаражи кои што пред малку ги спомнав. Работите и на воведување новини, што ќе значи тоа? Така, предпријатието цело време ние работиме на подобрување на услугите кои што ги даваме спрема граѓаните. Во таа насока, тука ќе ги спомнам дигиталните решенија кои што ги имаме направено, односно воведување на мобилна апликација M-Parking, која што овозможува автоматско генерирање на SMS пораките и анулирање на оние грешки кои што се прават при внесување на регистарските таблици и одредување на зоните за паркирање, односно оваа апликација овозможува со меморирање на регистарските таблици, една или повеќе, и автоматско лоцирање на возилото каде што е паркирано во подзоната и со тоа генерира SMS, комплетно ја генерира SMS пораката која што натаму се препраќа преку мобилните оператори. На основа на оваа апликација подоцна направивме една надградба и овозможена услугата е-новчаник, која што подразбира на дополнување на кредит од платежна картичка, односно како prepaid ваучер, кој што подоцна може да се користи за плаќање на паркинг сесија. И со овој начин на наплата се намалува трошокот за оној трошок за SMS порака кој што го наплаќаат операторите. Во текот на изминатата година беше пуштена во употреба и функцијата Scan and Pay, која што овозможува со едноставно скенирање на QR кодот кој што го имаме на секоја информативна табла, со скенирање на QR кодот со камерата на мобилниот телефон и автоматско плаќање на паркинг сесија директно од платежната картичка. Односно со камерата се скенира QR кодот, каде што ве носи на линк за да се внеси регистарска таблица и да се плати со платежна картичка. Преку оваа услуга Scan and Pay и преку мобилната апликација M-Parking е овозможено и електронска наплата на казните, односно издадените налози за наплата. Со скенирање на кодот или преку апликацијата се одбира плати казна и
електронски се наплаче истата без да се оди во банка или тука во просториите на јавното предпријатие. Во оваа насока на подобрување на услугите спрема граѓаните, во текот на месец јануари е овозможена и услугата за електронско поднесување на сите барања за повластени месечни и годишни паркинг карти, со тоа што едноставно преку мобилната апликација или преку веб порталот може да се поднесат електронски барањата со прикачување на сите потребни документи кои што се потребни за бараната паркинг карта и по одобрувањето на барањето од страна на операторите на предпријатието, корисникот може електронски да изврши електронска уплата за паркинг картата и автоматски се активира истата. Ова овозможува за граѓаните да од дома можат да си поднесат барање за продолжување на паркинг картата или барање за нова паркинг карта без да губат време и да доаѓаат во просториите на јавното предпријатие. Колку овие услуги дигитални се користат од граѓаните? Дали им веќе има луѓе кои што ги користат? Да, бидејќи краток периодот на пуштање во функција на овие услуги, меѓутоа со она првично пуштање на мобилната апликација сме задоволни бидејќи во моментот има преку 1800 регистрирани корисници на самата апликација, кои што број верувам дека во иднина ќе се зголеми и дека граѓаните ќе ги користат овие дигитални решенија без да одат по шалтери и банки. Значи ли тоа дека и во ова 26-та и во наредниот период ќе се модернизираат услугите на некој начин и дигитализираат? Така, во оваа насока ние постојано работиме и размислуваме и покрај овие сите услуги кои што ги спомнав, се размислува и се прават некои проекти и за дополнително дигитализирање на целото паркирање, односно се прави еден проект за смарт паркирање низ целиот град. Тоа смарт паркирање би овозможило полесен пристап, односно информација за сите граѓани каде во кој дел на градот има слободно паркинг место, па дури има можности за резервирање на паркинг место од дома и слично. Директоре, се направи корекција на цените за паркирање. Каков е ефектот врз паркирањето во градот? Така, со корекцијата на цените, мислам дека го постигнавме и оној очекуван епилог, кој што корекцијата на цените е направена се со цел за намалување на долготрајните паркирања, односно користење на паркингот рационално и овозможување на повеќе слободни места во паркирањето. При проекциите кои што ги правевме пред формирањето на новите цени за паркирање, очекувано беше да се намалат паркинг сесиите и во изминатиот период, кој што е многу краток и не може да се види комплетната слика од овој ефект, меѓутоа за овој краток период можам да кажам дека целта е постигната и дека во овој период е забележано намалување на паркинг сесиите за отприлика 10 до 15%. Тоа од тука произлегува и резултатот каде што имаме повеќе слободни места, посебно на главните улици во централното градско подрачје, каде што сега луѓето забележено е дека повеќе бараат алтернатива во поголемите паркинг простори, каде што цената е нешто пониска за час паркирање. Каква е соработката со локалната самоуправа, градоначалникот и советот на општината? Така, соработката со градоначалникот и советот на општина Кавадарци во изминатите години е на доста добро на ниво, поради тоа што сите овие проекти што ги работиме и ги реализираме врз основа на безусловната поддршка која што ја имаме од градоначалникот и од советот на општина Кавадарци.
Често граѓаните знаат да коментираат, да анализираат колку е цената, како работат другите јавни предпријатија низ државата од ваква надлежност. Дали ЕПА паркинг работи на анализи, што работат колегите од другите јавни предпријатија? Така, како што спомнав и пред малку, постојано ги анализираме, односно ја анализираме работата на другите јавни предпријатија и можам да кажам дека не може да се прави таква компарација со јавните предпријатија од различни градови, поради тоа што секој град има различна инфраструктура, различен режим на сообраќај, фреквенција на возила, така да секој јавно предпријатие се адаптира на условите, на инфраструктурата и фреквенцијата на возилата во паркирање кои што ги има во моментот. ЕПА паркинг Квадарци беше формирано со таа цел да се среди хаосот со паркирање во градот. Така, и таа цел, како што кажав, сметам дека е остварена и постојано ги подобруваме условите и ги анулираме оние пропусти кои што ги забележуваме во тековото работење, како искуство од годините наназад. Така. Што е со бројот на вработени директоре? Често се вели дека има превработеност во јавните предпријатија. Каква е во ЕПА паркинг? Да, често ги слушам овие коментари дека имало превработеност. Јавното предпријатие работи со истиот број на вработени од самото формирање од 2020 година. Меѓутоа, во изминатиот период, од страна на општината се делегирани дополнителни надлежности и сегменти каде што сега јавното предпријатие обслужува, дава дополнителни услуги. Така да одреден број на вработени се прераспределени во други сегменти на работењето и во моментот предпријатието работи со оптимален број на вработени и во делот на давателите на услуги и во делот на административните службеници. Благодарам што бевте дел од ТВ Објектив. Ви благодарам и вас. Почитувани, ова беше ТВ Објектив на КТВ посветен на работењето на јавното предпријатие Паркинг Квадарци. Имајте пријатна вечер.